во сликарството на Димитар Кондовски заради сета предизвикувачка енергија која го остави неизбришлив, длабок и траен белег на времето, е постојано актуелен како камен темелник врз кој се гради и доградува современата македонска ликовна уметност. Како сублимат на представувањето на Димитар Кондовски преку изложбата и авторскиот текст на Емил Алексиев, може да кажеме дека творештвото на Кондовски се надоврзува на две значајни насоки по кои се движи и денес ликовната уметност. Прво, тоа е геометриската абстракција, која ја пронаоѓаме во геометриската конструкција на неговите дела, користењето сложни математички пресметки за да се постави основната композиција, геометриските модули и канони за одредувањето на пропорциите. Второ е посветеноста на знакот и символот, како откривање на шифрата на светот и пронаоѓањето на трајниот клуч на универзумот. Секако за издвојување е и портретното сликарство на Кондовски, кој од почетокот на 60-тите години на 20-тиот век се разгранува во две главни насоки. Салонскиот портрет, работен во слободен академски стил, и портрет работен со конструктивистичка постапка која ја обединува фигурацијата и абстракцијата преку декоративниот орнамент, каде припаѓаат и сликите со религиска тема, представи на светители и автопортретот. Напоредно со овој главен тек во творечката дејност на Кондовски, постојано се јавуваат и разграноци кои во неправилни избици ја изразуваат неговата потреба да се враќа кон класичниот ликовен израз на ликовната традиција. Ова импозантна изложба на творештвото на академик Димитар Кондовски, представена во Да од пашиниот ама, ги опфаќа сите периоди од неговата творечка дејност и ќе биде отворена за јавноста до крајот на месец јули 2022 година. Особено сме горди што Националната галерија е домаќин на презентации на различни сегменти на творештвото на Димитар Кондовски. За потсетување, во 2020 година во Мала Станица се организираше првата ретроспективна изложба на илустрации на Димитар Кондовски во соработка со фестивалот Литера, која за многумина беше прекрасно патување во детството и во спомените од минатото. Веројатно е малку да се каже дека Димитар Кондовски зад себе остави импозантен творечки опус, со уште несогледани димензии кои сметам дека се уште ќе бидат истражувани и продлабочувани и во иднина, а зашто треба поттик да бидат токму ваквите представувања. Од овие причини, целта на оваа изложба, на која се представени речиси 100 дела, е систематизирање на дејноста на овој исклучителен автор и расветлување на оние доминантни аспекти кои одредуваат неговата творечка дејност, со увид во сложениот сплет од влијанија, идејно-естетски тенденции и авторски преокупации на уметникот. Како ликовен уметник, но и како директор на Националната галерија, со целиот тим вклучен во реализација на изложбите и сите други дејности, докажавме дека сме институција подготвена на предизвиците за презентација на великаните на нашата ликовна уметност. Вложувањето со сите сили да се зачуваат легатите на нашите великани и културното наследство, кое ни го оставија, треба да е воедно и мисија и должност на секоја институција. Како што и самиот велеша, уметноста е начин на кој ќе се издигнеме цивилизацијски, културно и естетски. Визуелниот јазик може да допре до сите. Вечерва да се радуваме на визуелниот празник, приреден во чест на нашиот великан. И за крај, би сакала да изразам мојата благодарност на сите кои учествуваа и го овозможија ова представување. На семејството Кондовски посебно, тука присутни, за укажаната чест и доверба кон Националната галерија. На нашиот председател Стева Пендаровски, покровител на оваа значајна изложба. На Министерството за култура, на министерката Бисера Костадиновска Стојчевска за финансирање на овој значаен проект, на Емил Алексиев за презентација на истиот, на Александра Зиновски Вилич и Горанчо Георгиевски како одговорни на тимот на Националната галерија, како и на целиот тим на Националната галерија кои неуморно ја следат мисијата која што заедно ја поставивме. На институциите кои позајмија своји дела, на Македонската академија на науките и уметностите, на Македонскиот народен театар.
на конзерваторите на делата на Димитар Кондовски, на нашите долгогодишни соработници Тиквеш, а секако и на нашите пријатели и соработници и драги пријатели медиумите. Ви се заблагодарувам на вниманието и ја повикувам ценетата доктор Бисера Костадиновска-Стојчевска, министер за култура, да ви се одбрати и воедно да ја отвори изложбата. Почитувани присутни, со нескриено задоволство денес сме сведоци на голем културен настан за македонската ликовна средина. По 30 години од последната средба со неговите дела, ретроспективната изложба на Димитар Кондовски ја доживуваме како прослава на убавината и уметноста. Во годината, кога се одбележуваат 95 години од раѓањето на Кондовски, благодарејќи на Националната галерија на Северна Македонија, на кураторот Емил Алексиев и на семејството Кондовски, посетителите имаат можност да се задлабочат во она што тој го создал во сите периоди од неговата грандиозна творечка дејност. Димитар Кондовски е несомнено еден од најзначајните македонски ликовни уметници. Контроверзен и харизматичен како личност и како творец, Кондовски зад себе остави исклучително значаен творечки опус. Неговото име е запишано со златни букви во нашата култура, а неговите дела и дадоа на македонската уметност сјај на нешто ретко и скапоцено. Низ геометриската абстракција, низ знакот и символот, мајсторски создаде бесценета ризница која сведочи за неговата сестраност како автор. Кондовски го запознаваме како веш портретист, како почитуван сценограф, дизајнер, соработник на македонските национални театри, како плоден ликовен илустратор и секако како посветен педагог и професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Создаде богата ликовна историја, многу слојна и комплексна, исполнета со топлина и со силна символика. Низ неговите дела го чувствуваме неговото рафинирано чувство за цртеж и боја, неговиот карактер, смиреност, сталоженост, неговата целосна и искрена посветеност на уметноста. Неговите дела го пренесуваат неговиот спокој и подсетуваат дека културата е витална во времињата што со себе носат неспокој и многобројни предизвици. Уште еднаш упатувам честитки до Националната галерија за оваа прекрасна изложба, до историчарот на уметноста и одличен познавач на животот и делото на Димитар Кондовски Алексиев, кој е автор на монографијата издадена по овој повод. Ке завршам со едно размислување од Кондовски дадено во едно од последните интервјуа, кое во сегменти е пренесено и во оваа исклучителна монографија. Суштината на живеењето е еден процес на сукцесивно елиминирање на илузиите кои сме ги насобрале низ оние долги патувања низ детството.
Не знам дали се спомнувате со каков восхит, како малечко дете, сте ги откривале шарите на килимот за свечени празнични денови, врз кои се движат сончевите зраци. Сега го газиме, не забележувајќи го. Гледајќи ги сликите на Кондовски, уште еднаш се уверуваме дека уметноста ја поседува моќта да го разбуди малечкото дете во нас, кое со воодушевување го гледа светот околу него, кое не ни дозволува да поминеме покрај убавината без да ја забележиме. Ви благодарам.